Македонија чекори бавно. Според проценките презентирани на настанот за унапредување на родовата еднаквост во лидерството и управувањето, ќе ни требаат скоро 6 децении за целосна родова рамноправност. Во моментов жените во Македонија заработуваат значајно помалку од мажите, има јас од 28% во одредени групи, а заземаат приближно од 15 до 25% од позициите во управните одбори, додека учеството на жените во работната сила е околу 42%, што значи дека приближно 58% не се дел од пазарот на труд. Затоа еден од начините за подобрување на состојбата е примена на Европската директива која го гарантира учеството на жените во бизнисот. Со овој чекор ќе ни требат 57 години за да постигнеме родова еднаквост. Се надевам дека нема да чекаме 57 години и сите треба да преземеме нешто врска со тоа. Во компаниите каде што имаме разновидно лидерство, тие подобро градат доверба со заедницата и се подобри во иновативност и во решавање проблеми. Иако има напредок, состојбите во земјава и понатаму ја рефлектираат нееднаквоста. Жените заработуваат помалку за слична работа, поретко се на раководни позиции, а неплатената грижа во семејството го ограничува економското учество. Постои јасиво пристапот до унапредување и покачување, што директно се одразуваат на продуктивноста и на потенцијалниот раст. Европската директива за транспарентност на платите и правилото за жени во одбори носат практични алатки како објавување на опсези на плати, редовно известување за платниот јас, забрана за тајност на платата, полесен пристап до правна заштита и санкции за прекршувања. Овие мерки креираат поправедна и поконкурентна деловна средина. Знаеме дека Светската банка во своите студии ширум светот има покажано дека доколку успееме не само во лидерството, туку ако имаме еднакво учество во на пазарот на трудот, може да постигнеме помеѓу 10 до 15 раст БДП во секоја засегната земја. За македонската економија намалувањето на родовиот јас значи поголема стапка на учество на жените на пазарот на труд со поширока база на вештини, повисока продуктивност и иновации во фирмите со јасни платни рамки и разноврсно лидерство, поголем БДП преку целосно искористување на човечкиот капитал и предприемништвото на жените, полесен пристап до капитал кај компании што демонстрираат родова еднаквост и транспарентност. Искуството од регионот покажува дека законите за родова еднаквост даваат резултат кога се врзани со јасни таргети и санкции, а финансискиот сектор може да биде катализатор преку пристап до кредитирање за бизниси предводени од жени, менторски програми и системско следење на резултатите. Имавме навистина долга и успешна кампања каде што секој политички лидер вети поддршка за измените, меѓутоа сепак потребно беше доста време. Измените се беа донесени дури во август 2025 година, како што спомене и Емина. Имаме финансиски казни за компаниите кои што не ги почитуваат обврските од законот, но и во бидејќи регистрацијата треба да се обновува секоја година, да не може да се регистрира и ререгистрира годишно компанијата доколку најмалку 40% од жените не се застапени во одборите, значи на помалку застапениот род, и 33% од помалку застапениот род да биде дел во извршните позиции во секоја голема приватно јавно предпријатие. Пораката од оваа тркалезна маса на која учествуваа скоро сите жени од Македонија кои што нешто значат во бизнис круговите беше јасна, без транспарентност, активни мерки за намалување на јазовите и поголема застапеност на жените во одлучувањето. 57 години за родова еднаквост ќе остане реална бројка. Затоа треба брзо согласување со европските правила и нивна реална примена во фирмите и институциите. И тоа би било најкраткиот пат до побрз раст и поправедно општество.